Земјата вели. Изладете климата. Пепо, на Жешково само ми се дреме. Ама не можам од тоа куцкањето. Хајде одлетајте, мола, може? Боби, на интернет сум и открив дека Жешково... Премногу. Се чувствувам како печено пиле. Сузе, жештинава навистина може да не сготви. Се нарекува глобално затоплување. Сајмон, разбуди се. Ја гледаш планинана? Тоа е планината Килиманџаро. Пепо, дремам. Така е, ние дремеме. Разбуди се. Глобалното затоплување е причината зашто станува толку жешко, дури го топи и снегот на планината. Види. Види, Сајмон, ова е сликано кога ти си бил бебе. Гледаш колку снег имало на планината? Не паметам толку снег. Па затоа што си бил бебе. А види го сега снегот, неколку години подоцна, кога си бил дете. Помалку снег. А види денес, кога си пораснал голем. Речи си и да нема ништо. Може ли конечно да дремнам? Тишина! И ти! Пепо кажува важни работи. Сум слушнала за глобално загревање и изгледа дека тоа ја менува нашата клима. Добро де, нели времето постојано се менува? Изгледа дека е време да научиме по нешто за климатските промени. Па супер да си поминете, јас ќе си дремнам. Сега и! А не, Боби, и ти ќе дојдеш. Ова е важно за сите нас. Сајмон, кон планината. Ако не можам да дремнам, можам да мезнам. Глушецу, не фрлај отпадоци. Крцкаво, ни чоколадно. Боби, ако секој во светов го фрлаше ѓубрето каде ќе стигне како тебе, што ќе се случи? Никогаш повеќе нема да мора да го фрламе ѓубрето од дома. Сега со мојата магија ќе ти покажам. Ау, не можам да дишам. Гледаш, сите ќе се удавевме во ѓубре, да бевме како тебе. Има последици од нашите активности, Боби. Ајде, собери ја опаковката. Ама сте сериозни. Нема да одиме со автомобил? Боби, автомобилите предизвикуваат глобално затоплување. Тие се едни од отровните мали ѕверчиња, поради кои се топи снегот на планината. Ке патуваме еколошки, качени на нилски коњи. Но Сајмон е црвен. Ке научиш, Боби, ке научиш. Снеговите на Килиманџаро, снеговите на Килиманџаро, снеговите на Килиманџаро, дали ќе останат по старо? Јас сум секогаш оптимист, научниците велат за жал. До 2030-та нив ќе ги нема и нема дилема. Со горење на фосилни горива се топат, газ до крај и вози по пат. Загадувачите во атмосфера одат, земјата се грее, а снегот станува вода. Снеговите на Килиманџаро, снеговите на Килиманџаро, снеговите на Килиманџаро, дали ќе останат по старо? Затоплувањето ја уништува земјата наша, силни бури и мразот кој станува каша. Загрозени сме сите, а некој ги брои дните, затоа кажи не за глобалното загревање.
Денот на земјата се слави секој ден, обновливите енергии се избор број 1, за да си биде се постаро и за спас на снегот на Килиманџаро. Жешко е. Ако се возевме со автомобил, ќе имавме клима тогаш. Ке мора да правиме мали жртви за да ја спасиме планетата. Во ред. Тогаш направи мала жртва и земи ладиме. Доста е, ќе го тепам. Не ме терате да го застанам нилскиов коњ. Да застанам, супер идеја. Сега мене ми е редот да мезнам. Заглавивме тука за секогаш. Требаше да одиме со автомобил. Но, ако одевме со автомобил, ќе застанувавме да полниме бензин, кој потекнува од фосилни горива. И тие не се добри. Пред милион години, кога ќе умреле растенијата и животните, нивните остатоци со текот на времето се претвориле во нафта, која сега ние ја вадиме од земјата. Таа ја согоруваме во возилата, авионите и другите средства. Но, тоа создава еден газ кој се вика јаглерод диоксид. Јаглерод диоксид е многу незгоден. Ги пропушта сончевите зраци да поминат. Здраво, сончеви зраци! Добре дојдовте на планетата Земја. Благодариме. Колку убава и пријателска планета. Ла. Добро, доста беше да си одиме. Некоја од нивната топлина останува заробена на патот кон назад. Ве заробивме. Нема каде да бегате. Не заробија, не измамија. Ваквото заробување на топлината се нарекува ефект на стаклена градина. Многу топлина останува заробена вака и ја затоплува планетата. Или го создава она што се нарекува глобално затоплување. Жешко е. Тие јаглеродни диоксиди се многу гадни. Бляк, ти зборуваш гадно. Извинете. Знаеш, Сајмон, и ти создаваш гадни гасови. Знаеш што е полошо од прдеш на нилски коњ? Сега зборуваме за метанот. Потекнува од изметот и тој исто така ја заробува топлината, но не мора. Ај, колку е јако. Ау. Така е, но ова што ти го кажуваш дека е јако се вика обновлива енергија. Дај ми гитара. Една кака, силна кака, една кака, силна кака. Како букавица си бездиден часовник. Да купиме часовник. Биогориво, гориво живо, енергија од меризлив измет на ниво. Метанот е незгоден стакленички газ кој најмногу потекнува од изметот. Малку не е многу страшно, ама од големите животински фарми, знаете ли вие дека сад имаат повеќе од 100 милиони грла добиток? Кога тие ќе ждригнат, пртнат или какаат, излегува метанот кој оди нагоре. Но ние можеме да ги запреме злобните мали другарчиња кои ја загреваат нашата планета. Метанот од изметот може да се претвори во струја. Воред метану, сега си заробен. Ајде на работа. Сега нас не заробија. Овој измет може да снабдува со струја 7 милиони домови. Но додека не почнеме вистински да ја користиме струјата, подобро е да јадеме помалку млечни производи или млеко. И со тоа нема ни да произведуваме метан. Хамбургер? Благодарам. Ама ако може вегетаријански за мене? Тоа звучи супер. Може и еден за мене? Секако помага во спречувањето на климатските промени. Мора да направиме нешто во врска со силата на каката. Силата на каката, силата на каката, силата на каката. Боби, разбуди се! Како што ви кажував пред насилно да ме земете на ова патување. Повеќе ми се допаѓаше силата на дремката. Силата на... Еј! Ова е многу важно, паметен еден. Абе, ајде. Ако благодарение на тие јаглероди и метани имаме ваков убав ден, мора да признаеш дека е убаво. Така е, кажи, Боби. Ти и твоите муабети за глобално затоплување, тоа е само топол воздух. Еј, глобално затоплување, топол воздух, каква паметна игра на зборови.
Види, земјоделец. Зимба и парарари. Чамври фају. Сузе, вклучи ја магијата за да се разбереме. И вие исто така сте останале без дом. Мојата фарма е уништена. Дали сме без дом? Па нели затоа сте тука, а? И сушената река, така? О, леле, господе. Дури и глечерот на Килиманџаро исчезнува. Полошо е од колку што мислев. Глобалното затоплување предизвикува штетни климатски промени. Значителни промени на временските услови со текот на времето. Знаете, климатските промени лошо влијаат на луѓето и на други места. Тука во Индија можно е до крајот на овој век да снема речиси половина од оризот. А нам постојано ни треба ориз. Да, исто и на 3 милиарди луѓе низ целиот свет. Шумски пожари, суши, климатски промени ни прават лошо и тука, во Калифорнија. Научниците велат дека можеби ќе уништат најголем број од нашите фарми. Од каде ќе имаме авокадо, јаткасти плодови и портокали? Тука во Англија големите бури доведуваат до поплави и болести кои се шират со водата. О, мој Боже! Поплава? Во Франција климатските промени ги менуваат виното и сирењата, а исто така создаваат топлотни бранови и топлотни удари. Ла-ла! Во Италија имаме проблем со одгледување жито и домати за нашите тестенини. Па, гледате ли, исушенава река е дел од поширок светски проблем. Да, гледаш ли сега, Боби? Климатските промени се лоша работа. Лошо влијаат на луѓето и на нас, животните. Веројатно јаделе расипано пилешко или нешто. Може да си одиме сега? Довидување, пријатели. Боби, што е проблемот? Немам јас проблем. Па би имал, Боби, ако ни се исуши езерото. Ајде бе, те молам, има толку многу вода во езерата. Боби, се сеќаваш на последиците на опаковката која ја фрли? Една работа влијае на друга. Види го стрипов на hippoworks.com. Помош! Помош! Успеав. Јас успеав. Кој го кажа тоа? Јас сум Јовче планктонот. Тргни се, сестро, сакам сончање и мраз, за да можам да правам фотосинтеза. Мене ми треба планктонот за храна за риби. Женска, ич не си интересна. Па, ако ме прашате мене, рибите се највкусна храна. Не, биди вегетаријанец! Суши. Еј, знаеш зошто ми треба мраз? Зошто? За да ловам фоки! И ја фати фоката? Боби, тоа не е поентата. Ако го немаше мразот, поларната мечка ќе се удавеше. Планктонот немаше да може да прави фотосинтеза. Рибата немаше да може да го изеде планктонот. Гледаш? Секој животно е дел од синџирот на исхрана. Дали си слушнал за тоа? Синџир на исхрана? Изгледа дека климатските промени го прекинуваат синџирот на исхраната. Навистина, преку глава ми е веќе, верувај. Сакаш да кажеш сега ти е преку глава. Види. Еј, сега сваќам. Дај ми ја гитарата. Пеј! Јас те јадам тебе, ти ме јадеш мене. Круг на животот. Во хармонија. Синџирна исхрана, синџирна исхрана, синџирна исхрана. Дојдоа на мени, Климатските промени го кинат синџирот. на исхрана. Светот станува Африка. Арктикот и многу други места. Антарктикот, Опрашувам цвеќиња. Америка. Ту. И во океанот е веќе пеколно. Ако умреш ти и за нас е крај. И ние рибите сме во иста каша. Од вас зависи нашата судбина. За да не биде вака, види човек подај рака. Заштити го, синџирот на исхрана. Затоа што сакам да јадам риба. Јас ги сакам во аквариум. Ако глобалното затоплување расте, Се срушиме како домино. Затоа внимавајте, немаме планета нова. јас не верувам ова. Зошто? Зашто глупците секогаш ќе преживеат. Боби,
Колку многу си себичен. Многу себичен. Затоа ние глувците можеме да преживееме буквално се. Зашто се грижиме за себе. А кога веќе зборуваме за себе, добро би ми дошол еден леден чај сега. Жешко е овде, а не гледам келнер. Келнер! Престани со глупостите. Извинете, нема ладен чај, ама ние јаглеродите можеме да ви донесеме повеќе топли денови. Сузе, може да кликнеш со прстите и да исчезнат овие јаглеродите, молам? Магијата не може да ги спречи климатските промени, Боби. Но она што го правиме може. Слушајте, во просек, секој од нас секоја година во воздухот додава 20 тони јаглерод диоксид. 20 тони? А колку е тоа? Па, јас тежам 2 тони. Тоа е... Колку 10 сајмони? Еве колку јаглерод диоксид создава секој од нас, 10 нилски коњи, секоја година. Добро, ве разбрав. Претешки сте веќе. Ау. Упси. О, добро си. Извини. Гледате, јаглерод диоксидот навистина може да ве смачка. Чекај, нешто да ви покажам. Ми личи на големо стапало. Ау. Леле, не пак. Еј! Ова се вика јаглероден отпечаток. Ау, ми се врти во главата. Слушај, тоа не беше убаво. Може да биде и полошо. Тргнете се сега. Вака ли се разговара со дама? Тој просек од 20 тони потекнува од тоа што патувате, се рекреирате, храна од домот, образование, облекување. Толку многу јаглерод диоксид испуштате, што ако не си ги смените навиките, ќе ја претворам планетава во тост. Може да ми го дадеш паричникот? Зошто? Музика, сакам малку да се исклучам. Боби, не можеме да се тргнеме од овој проблем. Там, там. Треба да ти фрлам 20 тони глувци на тебе. Ова би го правел едно по едно. Или тон по тон. Чекај, Пепо, така ќе ја изладиме климата. Еден по еден, тон по тон. Да, Зашто зборувате тука? за да ги запреме климатските промени. Чекај малку. Еве ти, биди корисен. Еден по еден. Тон по тон. Можеме да го сопреме јаглеродот? Еден по еден. Но како? Со енергетски штедливи сијалици. 8 цијалици запираат 1 тон. Јаглерод во воздухот секоја година. Значи сега одземаме еден? Еден по еден. Тон по тон. Можеме да го сопреме јаглеродот. И метанот. Еден по еден. Фаќај! Ете, убаво си поигравме, ама за да ме запрете ќе ви треба повеќе отколку сијалица. 20 е просек, но видете колку создава секој од вас. Ние ќе преземеме планетава и само пробајте да не запрете. Да! Чекај, ти ме предизвикуваш мене? Птицата? Пепо? Ајде, дечки, не чека работа. Може да ми го донесеш лаптопот? Чекај, не си оди! Ајде, Боби, дојди и ти. Ке ве запреме, само гледајте. Јаглеродните капки. Заминато. Јаглеродниот отпечаток не ви е страв. Метанот ни е другар прав, се ме трепети страв. Има да ви ги пукнеме меурите. Добро, за да се отарасиме од нив, треба да ги следиме овие чекори на www.coolclimate.com. Не можете да не запрете, насекаде не има. О, Боже! Ехе, ќе преземеме планетава. Кој си ти? Б. Деса? Еј, оу! Сајмон, што се овие капки, ве? Тоа се Јаглеродни отпечатоци. не за долго. Биди ти зелена со нас, Деса. И ти, Срцка? Се викам Ангела. Ајде сите, да не ја затоплуваме климата. Да ја изладиме климата. Следете не. Придружете ми се, ајде. Да почнеме со штедливки. Еко и рециклирани производи. Тоа штеди енергија и помага во спречувањето на климатските промени и ги штити животните од истребување.
Сузе, јас сум мршојадец. Јас јадам мртви животни. Чекај малку, не можеме да ги изедеме сите одеднаш. Купуваме рециклирано. Гледајте, торби за повеќе кратно користење. Канта. Црви. Црви? Да, црви. Ќе видите. Подготвени сте сите? Направете препрека. Не ги пуштете да излезат. Не можете да не сопрете. Одиме. Ей, чекајте ме! Ти си последен, но не си безвреден. Сајмон, ти си мојот еко-херој. Чекајте! Ей, Боби, за да си зелен, ќе мора постојано да мислиш што јадеш, што купуваш и како живееш. Навистина? Нели е поубаво да си само мрзливо глувче кое никој не го сака? Се разбира. Добро, следен чекор е... Да се откажеме. Не сакам цело време да мислам само на јаглерод диоксид. Ве молам. Боби, подсети се на последиците. Ке ти покажам, во иднина, ако не постапуваме одговорно... Ќе биде како во пустина. Пријатели мои, Африка е најмалку одговорна за климатските промени. Но сега, во 2100 година, таа најмногу страда. Климатските промени предизвикаа многу смртни случаи поради болести, суши и топлотни бранови. Страшно Исто и е во тоа. Европа. Уште пострашно. И во Америка е исто. 3 пати пострашно. Видете го Пепо. И Боби, Извини, Боби, ама мислам дека изумра еден на секој 2 животински видови поради нивното истребување. Видете ме! 4 пати пострашно. Ама јас не сакам да сум страшен. па тогаш ќе помагаш ли секојдневно да ја спасиме климата? Да. Добро, да ги правиме следните мали, но секојдневни постапки за да можеме... Еден по еден, тон по тон, да го сопреме јаглеродот. Намали го она што го користиш. Еве, не гледам телевизија. И запалена е само една светилка. Може да го исклучиш тоа? Гледаш? Добри секојдневни активности. Ангела? Користи повторно. За да го намалиш отпадот. Јас ке си ја носам ужинката во кутија која се користи повеќе пати. И така не создавам отпад со мојата кутија. Добро е, затоа што во Америка, на пример, отпадот само од кутии за ужинка е околу 750.000 тони годишно. Има и трето. Рециклирај се што можеш. Среќен роден ден, Срцка. Ти благодарам, инаку се викам Ангела. Употреби ја повторно машничката и рециклирај. Подарокот! Не требаше да го фрлам таму? Боби, продолжи да свириш. Ете. Намали, употреби, повторно рециклирај. Ке заштедиме многу енергија. Ако купувам со енергетска звезда, Тоа ни помага. Иди штеди пари. Енергетски ефикасен дом многукратно ги намалува сметките за струја. И го намалува јаглеродот за 6 тони. и затворајте го фрижидерот. Сушете алишта на сонце и одземете еден. Затоа да ја користиме најголемата енергетска звезда. Еден по еден, Тон по тон, го запираме јаглеродот. Зошто да не купиме електричен автомобил? Или велосипед. Јас патувам со автобус. Возам велосипед и тоа не испушта јаглерод. Еден по еден, тон по тон. Никогаш не заборавајте на метанол. Па вечерва месо нема, само салата земам. Да го купуваме. Она што се одгледува домашно.
И по вечерата го намалуваме метанот со компостот кој го имаме дома. Повели, ова е за тебе! Какушки од црви. Направи си градина. И користи ја како вештачко ѓубриво. Супер идеја! Види, Ангела, од нива на трпеза. Поред те, Пепо, може да ме викаш Срцка. Сузе, мамиш. Извинете. Хајде да посадиме и дрво. Кул! Едно дрво отстранува 1 тон јаглерод. Не запират. Не! Еден по еден, тон по тон. Да намалиме метанот да биде јаглерен сон. Еј, ова намалување на јаглеродот е исто така забавно. Како игра, а девојчево победува. Сега можам да купам еколошка струја. Мислев дека сме другари, Боби. Не. А за другите домови можете да користите соларни панели. Не емитуваат јаглерод, само енергија. Не толку брзо. Има уште од нас. Го намаливме јаглеродот колку што можевме и Сузе паметната победи. Сепак. Не, ние победивме. И понатаму сме закана за климатските промени. Мора да има нешто што може да направиме. Ајде да купиме неутрализатори на јаглерод, за да победиме Што? сите. Чекај, запрете се. Што ви е тоа неутрализатори на јаглерод? Не ве разбирам, што е тоа? Лесно е, Боби. Едно дрво може да впие 1 тон јаглерод во својот живот, нели? Добро. Сега, кога купуваш неутрализатори на јаглерод, можеш да платиш за заседување на дрвја, како на пример во дождовните шуми во Јужна Америка. Овие дрвја го впиваат остатокот од твоите јаглеродни отпечатоци. И ако неутрализираш повеќе од твојот дел, со тоа помагаш во ладењето на климата. Можам да ги убедам родителите за еколошки производи, но сето ова чини пари. Тогаш ќе организираме продажба на пецива за климатските промени. За да платиме за неутрализаторите на јаглерод, ве молам, не дишете врз колачињата. Ве молам, тргнете се. Животни, тоа сте вие, пообични животни. Јеј, сите ги сакаат моите колачиња. Рецептите можете да ги најдете на www.cooltheclimate.com. Еј, а да ми платите? Заработивме пари. За јаглеродот? Да испари. Дојдовме на крај, но има уште знај. За климатските промени има спас. Ни треба помош од вас. Тоа звучеше добро. Ако отворите на www.cooltheclimate.com, ќе ви помогнеме да пресметате и да се ослободите од вашите јаглеродни отпечатоци. Можете да си играте игри на страницата со кои се спасуваат површините на џунглата Ја штитиме климата и живеелиштата на животните. на нашата мајка земја. И ние те сакаме тебе. Се гледаме наскоро повторно. Чао! Чао, чао!